Зелените доаѓа 2020. Навистина одличен назив. Едноставно организира нашиот високо ценет партнер, Цивил, ви благодариме за одличната ангажмана во многу важна област. Значи, сликата што ви ја покажав, мислам дека можете да замислите што е тоа. Тоа е всушност фотографија која ги прикажува пожарите. Сигурно би се алармантни случувања што се одбиваат во текот на летото. Тие траат бесконечно, повеќе од 9200 случаи на пожар, уништувајќи над 4,2 милиони ари шума и повеќе од 10.000 згради. Но мора да истакнеме, ова не беа обично околни пожари. Овие пожари се тесно поврзани со нешто што влие на сите нас, а тоа се климатските промени. Настани како калифорнијските пожари за жал се зголемуваат широм светот. Екстремни временски феномени, колени бури, обилни врнежи од дожд, а од друга страна и други погубни суши. Јас бев сосема шокирана оваа година кога дојдов во Хамбург, мојот роден град, и ја видов требата во нашата градина. Целосно пожолтена, беше изборена. Изгледаше како пустина. Не врнеше 3 месеци, за нас нешто целосно непознато. Тоа е во Северна Германија, каде што вообичаено имаме врнежливи периоди на дожд по целата земја, а немаше дожд речиси 3 месеци. Можеме да замислиме како се тогаш условите во Африка, не? Каква врска има се тоа со нас? Сушност голема. Најпрво, глобално затоплување, климатски промени влијаат на сите нас. Тоа влие на целата планета. И впрочем, ние предонесуваме за сите климатски промени. Значи, тоа е на реципрочна акција. Што правиме ние на дневна основа? Ние произведуваме и користиме непотребно големи количини на бензин, нафта, јагрен и природен газ што го гориме секој ден за да ги затопиме нашите домови, да ги напојуваме нашите возила, да произведуваме стоки и да обезбедуваме електрична енергија. Ако ја користите апликацијата Air-Vision, можете да видите каде сме со овие активности. Тоа е апликација за смог широм светот. Сараево и Скопје се всушност во топ 10 најзагадени метрополи широм светот. Овој фосилен пристап не успела бидејќи ние го уништуваме сопствениот простор за живење. Всушност, ние ги загадуваме нашите животи и оние на нашите деца. Заголовцот за економија во 2001 година Јозеф Стиглиц ги нарекува климатската криза наша трета светска војна. Стиглиц, далеко тоа да биде од обичен зелен, од зелените, тој не е ниту хипи, напротив, порано работа за Светската банка. И Стиглиц повикува на смела реакција. Тој ја формулира потребата за хитни одговори на климатската криза како врвен приоритет во светски рамки. Кој е одговорот? Тоа е многу едноставно. Тоа е зелена транзиција. Но зелената транзиција значи многу повеќе од само техничка промена од јаглен или нафта кон ветер или сонце до обновливи извори на енергија. Тоа значи вистинска, сеопфатна промена во општото размислување. Зелено не значи ништо повеќе, ништо помалку од одржливо, грижливо. Тоа значи јас се грижам. Грижа за нашите деца, грижа за следните генерации, грижа за планетата. Тоа што нам покажува е сите конкретни решенија за глобалниот предизвик што климатските промени го представуваат. Креативен јавен превоз, паметни решенија за решенија за паметни градови, поттикнување на чиста зелена енергија како замена за јаглен и нуклеарни централи. Крајната цел е јасна, намалување на јаглерот. Здрава храна, здрави животни, економските цели се да се зголеми еколошката енергија, а со тоа креирање на нови зелени работни позиции, борба со загадувањето, тесно поврзано со климатските промени. Кој е крајниот ефект од сите овие пристапи? Покрај тоа што организираме контрамерки, што придонесува да се убlažат ефектите од климатските промени, можеме да креираме работни места. Зелени работни места во Германија се во голем подел. Само да ви дадам еден пример. Во 2019 година зелените работни места се зголемија за 9,6%. Сегмент е еден од најмојните и најдинамични столбови од нашата економија. Константно динамична ситуација на пазарот на труд, што се поврзани со животната средина, изолацијски конструктивски активности, зелено земјоделство, екотуризам и така натаму. Тоа е причина зашто зелени политички агенти се толку популарни сега. Навистина се, дури и конзервативни политичари гледат дека зелени одржливи решенија носат придобивки за сите, за секоја индивидуа, но и за економијата. Ова е секогаш аргумент. Зелени агенти стануваат се повеќе и повеќе мејнстрим, дури конзервативни лидери на партии активно негуваат зелени стратегии на политики.
Стратегија за износ во Германија за јавна нуклеарна енергија беа преземени од владата на канцеларката Меркел, конзервативната партија. Ова е извонредно, а од друга страна е одраз на фактот дека одржливите политики се повеќе се гледат како успешни приказни од кои секој граѓанин може да има придобивки. Или еден друг пример. Премиерката на Нов Зеланд на 1 ноември понуди соработка на Зелената партија. Иако не завеќе не треба подршка од други партии за да управува, таа им понуди зелените 2 министерски портфолија, но исто така вклучи и подобрени одредби кои даваат повеќе слобода на коалицијскиот партнер. Евидентно е дека Арден смета дека одржливите постапки се додадена вредност за нејзините владени перформанси. Но да бидеме јасни. Зелените политики се однесуваат на многу повеќе отколку околината. Зелено одржливо исто така значи одржливост во поширока смисла. Исто така значи паметно и одговорно. Што исто така значи и антидискриминаторски пристап, родово балансирана политика. Например, за нас, за нашата Зелена партија, нашата основна вредност, имаме минимум една водеща фигура жена, исто така во нашата фондација, 2 жени членки на управниот одбор на БРБ. Одржливо значи и политика каде луѓето имаат исти шанси во образовниот систем. Например, грижа како клучна тема, например, за деца, за стари лица, малцинства, за беговци, чист воздух, здрава храна, образование, социјална помош, безбедност, економија, за секого. Се на се работи за добро управување. Зелено, одржливо општество значи инклузивно општество. Општо да ги вклучиме сите и да искористиме ова разновидност. Например, новиот серум за COVID-19, развен во германскиот град Мајнц, токму сега од страна на Биотек е одличен доказ за вклучување и користење на секого. Војката, собствени за Биотек, има турски корени. Таму семејствата некогаш биле мигранти, сега го решават најголемиот проблем во светот, покрај климатските промени, пандемијата корона, во соработка со американскиот Pfizer Group. Зелената приказна во нејзината срж е приказна за вредностите. Ова е клучно. Затоа сум многу благодарна што нашите драги партнери во Скопје денес го насочуваат интересот под ова прашање. Не станува збор за ние против нив. Ова е популизам. Бидат подобно, земете во американскиот пример, каде ова може да доведе до катастрофа. Популизмот. Така да речеме да ја направиме Америка повторно голема, безпротивност на одржливост и одговорноста. Жан Пол Сартер, големиот француски филозоф и издавач, роден во 1905 година, се уште е прилично актуелен во овој поглед, разгледувајќи ги екзистенцијалните проблеми на човештвото. Сартер ги карактеризира овие глобални предизвици како конфронталности. Тие се домашно изработени, во овој случај од наша страна, а истодобно се непријателски настроени кон нас, како бумеринг. Значи, наместо моделот ние против нив, ние се залагаме во зелената приказна за моделот ние против тоа. Тоа ова е глобалниот проблем со кој треба да се справиме. Како што истакнав претходно, во денешно време тоа е глобалното затоплување, климатските промени на прво место. А за глобалните предизвици, ова го гледам особено во кризата со короната. Мора да најдеме заедничко, да најдеме глобални одговори, паметни одговори. Националните или националистичките решенија не даваат соодветни одговори на овие глобални предизвици. Тие се буквално премногу ограничени. Конечно, би сакала да заклучам со изгледите за 2021 година и германските општи избори следната година. Канцеларката Ангела Меркел ќе добие машки наслов. Ова е сигурно, но колку ќе биде силна конзервативната партија? Всушност, зелените се во пораз. Конзервативната партија, партијата Меркел ќе добие, според анкета од вчера, 37% гласовите. Додека зелените во моментот се веќе втора моќ во германскиот политички пейзаж. Ова е нов тренд кој продолжува. Прогнозата за зелените во моментот за последните избори е 18%. За партија основана во 1980 година и со децени беше приближна аутсайдер во германскиот политички систем, тоа е премногу лошо. Ќе видиме. Да се вратиме сега на наслов. Зелените тоа е. Нема друга алтернатива. И благодарам.